таа територијална поделба што се направи 2004 година? Апсолутно. Гоце тоа беше една од најголемите грешки. Јас водев кампања во тоа време, бидејќи имав посебен политички субјект, дека тоа не смее да се случи. Затоа што албанците добија шанса исклучиво по гаранцијата на американците и европејците дека два големи града во Македонија мора да имат градоначалник албанец. Зошто? Тие кај нив имат граѓански општество развиваат, така и нас, демек до тогаш ќе дојдат во рамноправна основа етничките заедници на албанците. Кои се тие два града? Струга и Кичево? Молам? Струга и Кичево, кои два града? Па еве, Струга и Кичево. Затоа што таму беше со години најголемо прикројувањето беше, да. И ги припоја сите мали општини кои што претежно живеа македонци, кои што испорачува голем број на гласови во Кичево и македонец победуваше у Кичево и во Струга. Со промената на територијалната организација, прво се деформира системот на локална самоуправа. Локална самоуправа не може од толку една агломерација како што е Кичево и па ако сакате и Струга и сите и Гостивар и сите големи градови. Се гледа дека единствен критериум било етничката припадност. Нелогично има во оваа територијална поделба, има многу нелогичности. Па јас сум имал никаква функционалност нема. Има општини со 500 жители, има безвеза некако скроз. Па јас сум водел разговори во тоа време со Джеймс Перду и Лероа, кои ме убедува дека Охридскиот договор колку е тоа добра работа за македонците, а околу ова разговарам зошто инсистиравте да мора локална самоуправа која функционира на добра основа. У принцип, локалната самоуправа треба да биде мала заедница на граѓани, за да може луѓето таму добро да се познаваат, да се решават на локален план прашањата.